најме радува тоа што еве после неколку месечна пауза повторно имаме Комисија за култура и многу важно на дневен ред имаме точка која што од исклучителна важност, а се однесува на предлог законот за употреба на македонскиот јазик. Во последно време не само што сме сведоци на се почеста неправилна употреба на македонскиот јазик, туку сведоци сме и на негово негирање и деградирање како во одредени делови во државата, така и надвор од неа. И токму затоа потребно е да вложиме многу големи напори за да си го заштитиме македонскиот јазик, најмалку со донесување на нов закон, но со многу поголема примена на овој закон во пракса. Јас лично сметам дека нашиот македонски јазик во Република Македонија недоволно се почитува во различни сегменти и различни нивоа на општественото живење, почнувајќи од неговата неправилна употреба, завршувајќи со неговата неупотреба, да кажам, од страна на одредени институции и лица кои што всушност треба да бидат најголеми заштитници и промотори на нашиот јазик. Како професор по македонски јазик, јас најголема замерка имам во однос на занемарувањето на правописните норми и нивното несоодветно користење, но и неправилностите кои што се одразуваат и во говорниот израз, особено во оној дел каде што слушаме на официјални службени лица или оној кој што се пренесува преку медиумите. Затоа сметам дека е многу важно уште од најмала возраст децата да ги учиме дека љубовта и грижата кон мајчиниот јазик треба да биде на преден план и да ги учиме дека јазикот е всушност нашиот идентитет, затоа што ако го изгубиме јазикот, ние би се изгубиле и самите себе. Сметам, односно сигурна сум дека далеко е потребно донесувањето на овој закон и за него можам да кажам генерално дека во однос на претходниот има подобрувања, но исто така сметам дека треба и да се доуреди, затоа, како што кажа и моите колешки претходно, амандмански ќе реагираме, а на министерката ево останува да видиме колку ќе ни излезе во пресред и ќе ги прифати нашите забелешки. Искрено, најискрено се надевам дека заложбите за заштита и поголема афирмација на македонскиот јазик нема да останат само како декларативни заложби, а сакам и на крај да упатам еден апел до сите граѓани на Република Македонија, без разлика на која националност припаѓаат, да го почитуваат македонскиот јазик, да го употребуваат правилно да го употребуваат, што е исто така многу важно, затоа што тоа е нашето најголемо културно наследство и наше посебно обележје кое што не прави посебни и не прави различни од останатите народи. Нема да должам многу, значи сега сакав само така да го искажам моето мислење накусо, зашто во наредното читање ќе имаме прилика повеќе да зборуваме и по амандманите и подетално, и искрено се надевам на крај дека очекувам позитивен исход и дека сите заеднички, како ние како опозиција и колегите од власта, ќе донесеме едно прекрасно законско решение со кое што ќе успееме на еден начин да си го заштитиме нашиот јазик. Благодарам. Благодарам и на вас, бидејќи нема никој друг не е пријавен